Тоа е како она што сме учеле у школа за народно-ослободителната војна. Не знам ти дали си учил, ја учев тоа у Коле Неделковски. Да, и дедо ми беше учесник во таа војна, па тие приказни, знаеш, такви работи, партизани и ова. И еве сега се повторува таа историја на некој начин. Само што на нашата култура и кога кажам нашата, мислам на цела Европа и Америка. Тоа е тотално страно, знаеш, ние живееме на социјални медиуми и ова. Многу генерации од после големата Втора светска, многу генерации се поминати што живеат, кој што рековме, у сосема комфорен момент, мир, некои либерални вредности бркаме, како што кажа шефов нација што ти изборел. Знаеш, се замараме со сосема некои други работи. Тој беше директор на одел, не беше шефот, ама да, добро. Да, мислам, тоа е и тешко е да се објасни. Не знам колку ќе издржат, оти стратегијата на Русија е да оди на долга патека, значи они сметаат дека кога тогаш ќе се исцрпи Украина и дека кога тогаш Западот ќе му здоседи да ја поддржува и дека ќе пошто е многу скапа таа поддршка. Значи во интерес на Русија е да се отвараат проблеми низ светов. Па во интерес на Русија да продолжи војната, значи времето работи за нив на некој начин, во моментов барем. Оти нема политички притисок, Русија е автократија, нема политички партии, нема таму медиуми, НГО-а, не знам што. Путин си е стабилен, економијата колку толку добро функционира сега за сега. И нема некој голем притисок да се престане со тоа. Значи он има голема маргина на дејствување. Бројка на луѓе е огромна. Украина нема, нели во Украина се трошат луѓето и помал капацитет имаат и економски и човечки потенцијал. И ќе видиме Западот колку е во состојба да ги поддржува на долга патека. Значи Германија ми се чини годишно одвојува некои 7 до 9 милиарди евра за поддржување на Украина. Тоа не може вечно да трае. Значи мора некогаш да се намали таа бројка или да престане. Ќе видиме. Последно за ова, на кој начин ги мотивираат Русија? Знаеш, некој си таму од кај знам Камчатка да ја стане. Со пари, многу просто, со парички. Си добива хонорар од ДТП. Русија е огромна земја, голем дел од Русија е рурален, голем дел од тие домакинства немаат ни тоалет дома, туку мораат да излезат надвор во тие полски некои услови. Доста сиромашно се живее во големи дели, значи. Русија не е Санкт Петерсбург и Москва. Така. Или дури Казан и такви градови, туку имаш рурални средини кај што луѓето немаат пари и нема да имаат можност да заработат пари. Сега им се нуди регрутација, се плаќаат од 1800 до во некои случаи до 4-5 просечно мислам $2000 им даваат месечно и плюс се дава бонус. Добро. Од 20 до 40, зависи ако е офицер, ако има војна спрема, ако има војно искуство, значи имаш некој бонус што во старт кога ќе потпишеш договор од 20 до $40,000 ти го даваат и потоа добиваш еднократен бонус и потоа добиваш 2 до 3,000 просечно плата месечна и ако загинеш или ако бидеш ранет добиваш плюс бонус, потоа што семејството во случај да загинеш, семејството добива, не можам точно да се сетам колку, ама и тоа се значителни пари. Значи, и кога ги собереш тие пари, збориме за значи од 30 до $60,000, тоа едно семејство во некоја рурална средина не може да го заработи ни подразно, нема начин. И тоа е огромна мотивација за тие луѓе. И семејството дури ги потикнува луѓето да се пријавуваат, значи тоа е добра инвестиција. Во секој случај дури да загине. Даде не дај Боже, бар се обезбедени. Да. Страшно човек. И тоа функционира. Значи имаше мобилизација во Русија, имаше само еднаш присилна мобилизација јуни-јули 22 година, која им пропадна инвазијата, кога огромни загуби претрпеа и тогаш Путин прогласи мобилизација, тогаш 1:1,5 милиони луѓе ја напуштија, мажи, избега, многу дојдоа во соседна Србија, Белград, скоро 10% од населението во Белград се руси во моментот. Тоа се луѓе што избега. Ама тоа заврши, тоа беше еднократна мобилизација. И потоа најдоа начин да ги мотивираат со пари. И тоа функционира одлично и луѓето се пријавуваат и имаат дури повеќе доброволци од колку што им е потребно. Значи имаат околу 700,000 војници не се на фронтот. Сега не знам во која улога, може некој од нив не се ни во никоја оперативна улога, но тоа се некои проценки на западните обавештајни служби дека до 700,000 војници не се во припрема. Имаш некој, значи од тие 300-400,000 би можеле да се борат веројатно, а не се борат. Значи имаат и вишок на човечки потенцијал. Ќе забележат луѓето, морам да те прашам, ова случајно е со чорапите или не?
Чорапите, тие ми беа испрани. Тие се од Украина чорапи што ги купив. Купени во Украина? Да, во хотел. Кога бев таму на полго време и ми останав без чорапи, доле во продавницата имаше као сувенири некои. Си ги купив. Да го сватиме како стейтмент некаков или не? Не. Не. Како чорапи. Добро, едноставно си е чорап.